Почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно отворено студио на телевизија Нова. Во студиото имам дури 4 гости, имаме и снимен разговор, имаме и анкета која што ќе го подкрепи она што ќе го разговараме овде во ова студио. Имам убаво друштво, верувам дека во следните нешто повеќе од 1 час, можеби час и половина ќе останете на програмата на телевизија Нова. Ќе зборуваме за култура, односно овој пат за македонскиот филм. Дали некаде филмот скршна од она што требаше да биде вистински пат по осамостојувањето и кој беше вистинскиот пат на македонската кинематографија по осамостојувањето, дали имаме и кои се нашите најголеми успеси, ќе зборуваме за кратки и долгометражни играни филмови, ќе зборуваме секако и за документарниот филм. Добре дојде во студиото, ќе посакам прво на Гена Теодосиевска, филмски критичар, новинар, селектор на документарната програма на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки. Гена, добре дојдовте. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Вториот гостин кој што ќе им го представам на гледачите е Даријан Пеовски, млад режисер кој што се покажа одлично со неколку кратки филмови, се проба и повторно одлично се покажа и со долгометражен игран филм. Даријан, добре дојдовте. Добар ден. Третиот гостин е Огнен Антов, продуцент. Исто така работи и на долгометражни и краткометражни и на играни и на документарни филмови. Огнен, добре дојдовте. Добро ве најдов. И четвртиот гостин Владко Галевски, познат филмски критичар, новинар, соодветен да зборува за дебата, бидејќи дел, односно нели зачетник на дебатниот киноклуб Лале. Добре дојдовте. Добре најдов. Да се обидеме да одговориме за почеток на првото прашање кој што ќе ви го поставам на сите. Веќе можеме да почнеме на пример од Владко. Дали македонската кинематографија живее на старата слава на македонските филмови од времето на поранешна Југославија? Слава е тежок збор, односно обврзувачки збор. Не знам колку е тоа македонската кинематографија воопшто славна и во кои рамки. Може да се славиме ние овде дека тоа дека имаме и добри филмови, меѓутоа за слава е многу далеку и рано. Границата од осамостојувањето наваму не гледам дека нешто значи. Тоа е еден општествен политички потек или поместување. Кинематографијата како и секоја уметност, односно филмот како и секоја уметност, речиси и не зависи од општествените состојби и услови. Напротив, често имаме случаи кога во многу потешки околности се прават подобри филмови и подобри уметност генерално. Поместувања има и мора да има. Тоа е еден природен процес затоа што доаѓаат нови генерации, доаѓаат нови режисери, нови актери и нови времиња. Мислам дека во известна смисла македонскиот филм се растовари од она свое историско, епско минато на кое се темелеа најголем број на сценарија и продукции и мислам дека ова свртување кон современите текови на животот даде една нова димензија, се разбира димензија и како број на филмови, но и како квалитет пред се. Така. Гена, доколку одиме по хронологија, би дошле до самостојувањето, односно веднаш по самостојувањето, како продолжува во овој период македонската кинематографија, кој би бил вистинскиот пат? Односно, кој требаше да биде вистинскиот пат? Кога го поставите веќе меѓуникот од осамостојувањето наваму, секако дека прво ни паѓа на ум пред дождот и Милчо Манчевски, тоа е неизбежно. И мислам дека можеби имавме среќа што Милчо Манчевски го најде Сајмон Пери, кој што веруваше многу во него, така што македонскиот филм со Before the Rain или Пред дождот стана една ознака дури за Македонија како земја. Не велам јас во целиот оној контекст на филмот, но не би рекла дека македонскиот филм живее на стара слава. Имаме среќа што последниве 25 години во Македонија се отворија и неколку приватни филмски школи, без разлика колку што јас мислам дека они имаат своји слабости. Сепак и Факултетот за драмски уметности знае и изнедри едно чудо кадри од филмаџи, режисери, сценографи, актери,
кинематографери, монтажери, на кои што филмската уметност им е блиска или пак има среќа од многу помлади да влезат како дел од екипите. И не мислам дека македонскиот филм живее овој современиот на стара слава, бидејќи донесе едно друго освежување, како што се согласувам со Владко, свртувањето кон обичниот човек, кон граѓанинот, кон современите социјалните текови, па дури и политичките да кажем. Мислам дека се теми кои што ги ангажираат нашите млади режисери и сценаристи. Така. Дарјан, од прилика тука некаде сме веројатно по возраст, по години, веројатно сме растеле со истите македонски филмови, односно така некако ни поминало детството. Ако зборуваме за малку субјективно прашање, нели од личен аспект, кои се омилените филмови кои што би можеле да ги посочите? Кога општо зборуваме за македонска кинематографија? Пред или по? Се едно дали пред или по? Предвојна или повојна. Да, па видете, обично, пошто спомнавте сега, нели кој бевме мали, обично македонски филми пуштаа на Великден и на Илинден и на некој голем, нели, државен празник, и тоа беа крш копии на телевизија и ништо не се гледаше. И беа некои филмови за, не знам, за Република у пламен и така натаму. И мислам нема ништо лошо во тоа, меѓутоа реално треба да имаме разбирање према луѓето кои, према публиката наша, која вика, кој ќе спомнете македонски филм, прво и глава партизани и комити, и нели турскиот аскер како ги силува нашите, нели, сестри и така натаму. Така што да не бидеме толку цинични, на пример, лично да речеме Црно семе се уште одличен филм. Да. Друго, мислам дека иако не е македонец режисер, по мене мислам дека Солунски атентатор е во времето во кое е излезен, мислам дека на вистина многу високо ниво. И лично мислам, бидејќи татко ми правил музика и брат ми глуми мало во филмот, Јазол на Кирил Ценевски исто ми е драг филм, бидејќи иако може да го читаме како дел од таа цела партизанска кинематографија, сепак мислам дека има една форма која што веќе може да кажеме дека допира до некои крими, ноар или нешто такво. Така што и нормално другите се многу попознати, нели, Стекнанове и тетовирање. Што се мислам да пред дождот, тоа се насови кои што се очекува да се спомнат секогаш. Да, апсолутно да, мислам има зашто. Така. А што се мислам да пред дождот ние не можеме да оспориме дека тоа е најголемиот успех на македонскиот филм воопшто и дека и е инфантилно да се надеваме дека секоја година ќе ни се случува таков успех. Тоа е едноставно така се погодиле коцките, пред се филмот е добар, така што тоа е тоа. Огнен, морам да признаам дека во едно претходно гостување ваше во телевизија Нова, кога го најавувавме, односно ја најавувавме премиерата на Джган, паднавме од прилика на оваа тема на муабет. Кои се, морам да прашам повторно, можеби ќе биде неблагодарно и субјективно секако ќе биде одговорот, кои се најголемите успеси на македонската кинематографија? Златко кажа една интересна реченица, значи ради некакви општествено-политички поместувања, че не можеме да ја делиме кинематографијата на пред и после, значи за време или после. Фактите кои што ги имаме реално викаат вака. Значи Ливада е филм кој што на Митко Панов краток влегол на Кан. Значи вака или онака не можеме да не го ставиме дека има некаков успех. Да е и Австралија на Столе Попов. Че не можеме едноставно, може би на некој не може да му се допаѓа, но фактите говорат дека тој е успех. Пред дождот веќе го споменавме. Црно семе мене лично ми се допаѓа, но Црно семе не влегол во никаква категорија на фестивали, бидејќи во времето на бивша Југославија се случувало на Пулскиот фестивал и тоа го завршувало. Значи немало едноставно што и некако кога ќе се навратиме од пред дождот ќе дојдеме до некаква си понова историја со Дупка од 20 на години, ќе дојдеме до Панкот не е мртов. Но доаѓаме до она што го спомнавме тогаш. 94-та е пред дождот, 2011 е Панкот. Каде сме измеги? Добро, Бубачки беше во Берлин. Не зборам за мала дигресија, значи зборам само за филмови кои што се долгометражни. Значи кратките документарните не ги спомнувам во оваа конотација, пошто имаме една дупка. Кај ни е таа дупка? Зашто ни е таа дупка? Кај ја сгрешивме работата? Дали се тоа тие општествено-политички
работи кои што се случија, дали е тоа некаква матрична заглавеност, дали е тоа едноставно немање визија или што и да е, но дојдовме во една сериозна дупка. Значи имаме само 2 големи награди. 3. Анимираниот филм Ембрион на Петар Григоров. Затоа викам 2 за долгометражни. Значи, кога ќе ги ставиме анимираните и документарните, веќе имаме повеќе. Тоа ми беше нешто што сакав, Гена ме прекина, сакав да се надоврзам. Доаѓаме до еден втор момент. Че имаме долгометражни филмови каде што имаме сериозен одлив на големи средства и имаме кратки анимирани документарни кои што, да бидеме реални, не се третирани на оноа ниво на кое што би требало да бидат третирани финансиски, не зборам за друг момент, и вториот момент, публиката и самото општество тие филмови ги третира дека тоа не е филм. Че документарниот филм прво и основно е исто толку тежок заради тоа што не е тоа форма од 2 минути. Че креативните документарни филмови се меѓу 70 и 100 минути, значи тоа е исто толку тешко да биде направено колку што е тешко или лесно да биде направен игран филм. Но во одредени случаи со многу помалку пари. А документарниот филм на Македонија има донесено многу поголем успех. Истото и со краткиот филм. Истото е сега, бидејќи сега почнува и анимираниот да добива некаков замав, ние доаѓаме во некаква ситуација каде што се уште ги игнорираме, ги ставаме под тепих како да се проблем, а реално не се проблем. Прашите го Дарија, значи со неговите кратки филмови има многу повеќе фестивали и неговите колеги имаат многу повеќе фестивали прошетани, многу повеќе награди освоено, отколку да избереме 5 филмови од 95-та до 2005-та долгометражни македонски и да ги споиме заедно. Морам да би сакала нешто да појаснам во однос на она кратките и документарните. Точно е дека местото на кратките и на документарните филмови не беше доволно валоризирано. Барем кај нас. Бидејќи се сметаше дека раниот филм има еден свој ефект на гледачите поинаков, нели, генерира некакви интересни емоции, додека во документарниот филм, пак ќе кажам, тие емоции реално постојат. Во краткиот филм, па, знаете што, многу е тешко да се направи краток филм. Јас сум присуствувала на многу снимања, сум била на многу во студиски, монтажни процеси. Меѓу другото, јас сум еден од извршните продуценти на филм кој што бил на Венециско биенале. Студијата, тоа е видеофилм на Жанета Вангели, зашто што многу малку се знае дека е еден од филмовите кој што бил во Новите хоризонти на програмата и бил единствениот филм прикажан на електроника, бидејќи сите други филмови кои што се надпреваруваа за големата награда Де Лаурентис, сите беа на 35 милиметри. Тогашната влада на Република Македонија воопшто не ја интересираше да го стави тој филм на 35 милиметри, затоа што велеа, па кои се тие што направиле таков филм? Сакам да кажам дека тие автори кои што работат на документарниот филм или пак не се доволно познати во некои средини, едноставно не добиваат доволно шанса да бидат валоризирани и како креативци и како автори. Сега, како член на Филмскиот совет на Агенцијата за филм на Република Македонија, морам да ви признам, длабоко се извинувам на многу луѓе што дури сега дознавам каде се биле нивните кратки играни филмови и документарни, каде се поминале на кои се фестивали, и покрај тоа што сум требала тоа порано да го знам. Сакам да кажам дека ние не сме доволно свесни каде се тој фестивалски живот продолжува на тие дела. И мислам дека хронолошки и историски малку заостануваме, бидејќи тоа е еден процес кој што е малце помак отрпен, но треба да се зафатиме веќе. Со тоа и време е да се зафатиме со тоа. Агенцијата мислам дека тоа го прави колку што може, со целиот свој капацитет и човечки, и професионален, и технолошки. И мислам дека туку што доаѓаат филмови на млади автори што ние допрва ќе ги валоризираме и можеби повторно ќе се навраќаме на нив. И затоа мислам дека точно е тоа што вели Оги, дека за документарните филмови многу малку средства се одвојувале или пак ги оставале некаде на крајот на опашката на одлучувањето колку сега средства ќе се доделат. Но со добивањето на еден извесен добар буџет на Агенцијата за филм, сепак и за документарните филмови веќе има голема надеж и мислам дека и тие автори кои што работат играни филмови се не враќаат на документарните филмови кога гледаат дека на некој начин почнува да се валоризира нивниот труд и финансиски. Во очите на публиката и тоа е разбирливо, мислам.
долгометражниот игран филм се смета за на некој, мислам, колку и да тоа како и да звучи, се смета како врв на филмската дејност. И бидејќи има и кинодистрибуција, мислам, многу ретко може да видите било каде. Се сваќа посериозно работата кога не е за сваќање сериозно, него едноставно долгометражен игран филм. ретко може да видите вие долгометражен документарен филм кој ќе има не знам каква гледаност, не само кај нас, него било каде. Така што мислам дека проблемот со кратките филмови конкретно, на пример, повеќе е пласманот, дека вие ако не го видите тој краток филм на премиера, нема да имате прилика цела публика да носите по фестивали да го види филмот. Така да може да треба да се работи на тоа да бидејќи има стварно бисери таму, бидејќи многу се прават, мислам и ја од тоа што има видено, мислам стварно има супер филмови кои шетали, земале награди и така, имаат некоја меѓународна референца, значи не е тоа некоја локален вашар, некој што ние си го сакаме. Мислам дека треба да се поработи токму на тоа како тие кратки филмови да допрат што повеќе до нашата публика, дали преку телевизија, дали преку ревии, дали преку, значи немам поем. Така. Владко, се гледали на документарниот филм, меѓутоа од друга страна и на краткиот филм, без разлика дали игран или документарен или за играниот да зборуваме, се гледали на него како некој терен, полигон за вежбање? Ке прави режисерот неколку документарци или неколку кратки за да се извежба за потоа да направи еден долгометражен игран филм? Па по правило кариерите на режисерите додека додат до собствен ракопис, додека додат до авторство, се движи на тоа прво кратка форма, па потоа некаков или ако е афинитетот во документарен жанр да влезе и така натаму. И се разбира целта на секој автор е да направи филм со апсолутно свој подпис и според негови идеи и според во најчест случај и на своји сценарија. Мислам, тоа е еден од трендовите. Зборам за кај нас и за Европа главно. Она што го зборувате и колеги ви го зборуваат за документарниот филм. Документарниот филм мислам дека сега во последниве неколку години веќе има едно се посериозно значење во Македонија, особено заради Македокс, отварањето на фестивалот. Во регионот исто така имаме Загребски фестивал на документарни, во Призрем многу сериозен фестивал и документарниот филм стана еден од многу бараните и посетуваните артикли. За жал, на телевизиите се го нема тој сегмент доволно, а кратката форма пак е, јас сум ја пласирал одамна една идеја, како што имавме филмски новости во старите добри времења, или журнал, што би рекле, зошто дел од македонските филмови кратки пред со најавата за премиерен филм кој оваа недела игра, не мора ни премиерен да, може и да е странски филм, како журнал да има краток филм од 3-4 минути произведен во Македонија. Као златно време на Холивуд, као пуштале две ролни филм, па понда долгометражен, па као цела вечер во кино. Значи, може да се најде, за да се доближи, да се види дека овдека луѓето не се шегуваат кога прават краток филм. Тоа е макотрпна работа. Има нели многу случаи такви и за време на Астерфест, кој што е единствениот фестивал од таков формат на краток филм во Струмица. Имаме краток игран, анимиран и документарен, каде што има своја публика, меѓутоа тоа е малку да се види, една европска или една светска продукција. Фестивалот Скопскиот исто така го прави тоа со краткиот филм, се обидува македонските премиери, а за Манаки ние во Мак Поинт јас секогаш имам кратки играни филмови. Знам, тоа се фестивалски 7 дена. Но тоа се фестивалски 7 дена и авторите доаѓаат по 2-3 дена, но за дистрибуција е малку потешко. За дистрибуција, мислам дека тоа тешко. А добро се. Се поставува прашањето што меѓу фестивалите, што кога ќе заврши Астерфест, што кога ќе заврши Манаки. Не ги гледаме. Гледате блокбастери само. Не ги гледаме македонските, конкретно ако зборуваме за кратките и документарните, воопшто не ги гледаме по телевизија. Не ги гледаме ни македонските филми играните. Значи, доаѓаме до еден момент кај што телевизиите ја диктираат програмата. Че во ред се слагаме дека е поевтино да се купи турска серија од 50 евра, него ли да се дадат пари да се купи филмот на Дарија, например. Што филмот на Дарија нема да го продаде за 50 евра, боле ќе му стои у фиока. Ама во исто време доаѓаме до едно нешто што се вика која е општествената одговорност.
Значи, моето дете, јас би сакал да расте и да види како што јас сум го гледал Црно семе, би сакал мојата ќерка и мојот син да го видат филмот на Дарија на телевизија. Пошто се премногу мали да го гледаат во кино, значи добро би било за некоја година да го видат на телевизија. Така, Ние доаѓаме до моментот каде што прво општествената одговорност на телевизиите пред оваа држава и пред ова општество треба да биде да ги откупуваат тие дела на тие македонски автори. Во исто време, телевизиите приватните имаат една добра филозофија која што вика за тој одговорен националниот сервис. Значи, ако е и за тоа меѓу другото одговорен националниот сервис, тогаш дај да направиме 6 канали да има на националниот сервис, за да биде за све живо и диво одговорен. Никаде во светот не е одговорен само и само националниот сервис. Заради тоа што тие филмови кои што ние ги правиме, значи се за комерцијална публика, не се наменети за националниот сервис. Што значи филмот на Даријан или филмот на Вардан Джиган е филм кој што може да оди на било која приватна телевизија и било која приватна телевизија може да го купи заради тоа што спаѓа во она што американците го викаат entertainment. Оги, тука веќе уредувачка политика, имаш визија и стратегија. Нема се доаѓаме општествена, нашата желба е едно, да, но друго е Културни рубрики по телевизија веднаш. Да, тоа нема да го Впишаните ми така што мислам. Според ова, ако добро те разбрав, филмовите од најстарите македонските кинематографи има 80 филми, 70 и кусur. Да. Ги немаме на телевизиите. ги немаме. Сите извртеле. Не, ги немаме сега во поново време, они извртеле, Како да, не? де факто, во поново време. Наша ТВ, кој беше уште два, три, зборам, квази телевизија, не е битно. Па Тоа се добро. канали, јавни сервиси. Ги има серија, односно не серија, циклус на сите македонски филмови. Од А до Ш. Не, ТВ нова е. Само наша ТВ или некој го имаше Тие тоа. доста Ја не знам под кои услови. Не знам ни јас. Јас мислам дека има некои договори со кинотека. Неки од друга страна, па не може телевизија да земе филм и да го пушта колку Тоа е сака. сателитски канал, знаеш, тоа е Значи, сосем друга една. Ќе се постигне Да, нешто конкуренција. така, ја пошто го по други услови се даваат тие Јас знам проекти. дека тие продукции. филмот мојот филм го вара бесплатно. Ним го дава. Ете, значи доаѓаме до истото кое што го споменав. Значи, телевизијата македонскиот филм би сакала да го добие за без пари, а во исто време турската серија може да се дадат 50 или 100 евро. Значи, Да го добие без пари да го пушти од 12, највеќе да го Е, така, пушти. неограничено да биде, да. да, И уште 5 пати. И уште 5 пати, да. А во исто време- фали За програма тоа да колку го... луѓето сакаат да гледаат, односно колку нашите граѓани сакаат да гледаат македонски филмови и кои се филмовите кои што им оставиле најмногу впечаток. Направивме анкета, односно колешката Наталија Дучковска направи анкета, ги праша кои им се омилените македонски филмови кои што ги погледнале, да погледнеме анкетата. Кој е најдобриот македонски филм? Најдобриот македонски филм? Па има доста. Дефинитивно би го издвоил Мис Стоун на Петре Парличко и тој ми останал во длабоко сеќавање. Па добро, ја би рекол, мене ми се допаѓа највеќе како се вели, онај трето полувреме во Балчан. За мене ми остави впечаток највеќе македонска крвава свадба. Пред дождот мислам дека тоа би го ставила како фаворит. Па според мене е татовирање. Дали си гледал македонски документарен филм? Искрено може одавна, ама сега брзо. Документарен македонски филм. Не се сеќавам, но цртан филм имам гледано, Каша од Дармар и прекрасен. Сум гледал, ама ја не ги памтам насловите на филмовите. Како овие што се даваат на телевизија за Македонија, за така нешто? А не ми тегнала меново на силно сум гледал. Како напредува македонската кинематографија и кои од новите филмови најмногу ви се допаѓа? Сега, како напредува, не би можел да кажам, пошто немам гледано све, а последно нешто што гледав Джган на Вардан Косов. Фантастично. Не сум гледал нови македонски филмови, меѓутоа македонската кинематографија напредува доста добро во последно време. Еве, гледам се двојат пари за нови филмови, се снимаат нови филмови. Кирил Манчевски е дефинитивно можеби најдобриот режисер во него Македонија, можеби на Балканот и во Европа. Како што кажав, од Балчак и трето полувреме. Од
новите, оно што сум го гледал, значи не цел филм Джган, можам да кажам толковни зборови, а македонската кинематографија тешко дека напредува, можам да кажам дека назадува, зашто е тоа така? Не е многу напредно, али се движи у некои граници, така да. Се снима нешто, се гледа, ќе видиме. Не сум гледала стварно нешто најново. Сега го слушам овој Джган и снова тоа, ама не сум го гледала, за да можам да кажам. Па според мене напредува, не доволно брзо во што треба, но што напредуваат останатите земји според мене. Но по новите, па може да се каже дека трето полувреме остане највеќе. Токму така, колешката Наталија Дучковска ги праша нашите граѓани кои им се омилените македонски филмови, како напредува македонската кинематографија и дали се сеќаваат на некој македонски документарен филм. Веројатно би се довеле до тоа дека ретко ги гледаат документарните филмови, па не им текнува кој е. Ретко во киноприкажување беше плати жени на Атанас Георгиев Фаца. И толку. Ама тоа беше пред... Тоа беше пред 7-8 години. Толку. Да. И Австралија, јас се сеќам. Да, и Австралија. Шутка беше и Шампионите од шутка. Да, но тоа не е документарен филм, документарни филмови влегле во не е реален филм. Пошто е лажно. Не, чисто беше у кино. Да. Голем дел, може би очекувано во сите анкети кои што из искуството како новинар за култура сум ги направила, без исклучок се споменува пред дождот. Ако зборуваме за момент на пресвртница од аспект на успех во македонската кинематографија, веројатно тоа е тој пресврт пред дождот. Така, морам да споменам дека Милчо Манчевски го поканив да гостува овде во студиото, меѓутоа тој во Њу Јорк работи на филм. Истакна дека... И тоа на документарен. Токму така на документарен работи, да. Во дописот кој што го добив од него вели дека не е задоволен и дека нема да работи во Македонија, односно дека во моментов работи во Њу Јорк и таму мисли да остане, бидејќи смета дека вложил многу, придонел многу, меѓутоа бил ставен на црната листа во Македонија. Ова е кратко појаснување зошто, нели, доколку некој се запраша... Ако може да забележам само, ова е трето откажување да работи во Македонија. Така, да. Така, морам да признаам дека се консултиравме нели меѓу нас додека се договаравме за ова гостување. Јас помислив на неколку македонски режисери и веднаш ми текна Милчо Манчевски не е во моментов овде. Свето Заристевски живее во Канада, Дарко Митревски живее во Америка, Иво Антов живее во Прага. Ацо Поповски е Иво Трајков, се извинувам. Иво Трајков е во Прага, Александар Поповски претежно е театарски режисер, меѓутоа имаше искуство со филмот, претежно работи во Словенија и во Хрватска. Да појасниме ова, да прокоментираме оваа ситуација? Голем дел од филмските режисери се надвор? Човек прави избор во животот, Елена. Може да му забраните на некој да живее кај сака. Голем дел од македонските жители се надвор, камо режисери. Но видете, тие живеат надвор, а многу милуваат да добијат средства од Агенцијата за филм на Република Македонија да прават филмови. Немам ништо против. Само да Добро, сепак тоа се македонски филмови. Нема, тоа е прашањето. Чекај, тоа е прашањето уствари или ја тука не разбрав. Значи, ова е прашањето. Не, јас тоа само го искоментирав. Не, јас сакам да го слушнам вашето мислење на ова што мене во случајот ми се наметна како проблем. Навистина, македонски режисер беше проблем да донесам овде во студиото. Јас сум пресрекна што е Даријан овде како представник на младите режисери, нели? Објективноста е таква. Режисерите се луѓе кои шетаат по светот и бараат не само македонски леп, мора да се бари и надвор. Мислам, никој кај живее Абел Ферара. Тоа се урбани номади, би рекле на некој начин. Некои имаат свој пуштено корење некаде надвор, а некои се враќаат назад. Не, ама сакам да кажам, тоа се наши луѓе, мислам. Можеме ова да го сметаме како позитивен момент од таа страна што ете во светот се во контакт со голем број нивни колеги од странство. Не, тоа што живеат надвор не мора ништо да значи, мислам. Не е се дека живеат на вила у Бевели Хилс, али чисто мене лично не ми менува дали некој мој колега поголем дел од годината престојува во Скопје или во Белград или во, мислам, искрено. Нема значење, стварно нема значење. Кога сме кај тоа кај контакт со странците, морам да го споменам продуценти во Подем, она што
често пати во македонските медиуми беше интересно преведено како продуценти во движење. Да, продюсер се мув. Продюсер се мув, продуценти во движење. Продуценти во движење, да. Еден од продуцентите во движење беше токму Југнен Антов. Кои се придобивките од ова? Светозар Истевски, Југнен Антов, Роберт Насков, Дарко Попов, Лабина Митевска, Владимир Анастасов, ке ме поправиш доколку заборавам некој. Тоа се дел од продуцентите што беа во движење, нели? Да, продуцентите во движење е еден дел, тоа е Европската асоциација за филмска промоција. Така. Организира дводневен, ајде да не е тоа ни семинар, не е ни воркшоп, не знам како да го наречем, во склоп на Кан, каде што од сите земји од Европа се зима еден млад продуцент, млад продуцент да биде растеглива категорија, али растеглива категорија, треба да биде млад продуцент, кој што млад продуцент нема направено повеќе од 3 филма. Така. Значи тоа за нив е дека е во подем. Значи тој млад продуцент со не повеќе од 3 филма играни, значи не се рачунат кратките документарните. Доаѓа на некаква средба со своји колеги од цела Европа со кои што разговара за разминува контакти. Значи добриот дел е што тие контакти во одреден случај остануваат реално живи контакти со луѓе со кои што се продолжува понатаму да се развиваат проектите. Че со дел од тие луѓе јас си пробував Джиган да го развијам. Така. Заради тоа што тоа се тие луѓе кои што некако ви се слични по размислувањата. Че тоа се од новата европска кинематографија, тоа се млади луѓе, че тоа се луѓе кои што имаат ентузијазам и енергија и дури да се посветат на филмови кои што се дебютантски и со мали буџети. Заради тоа некако е тоа добро. Тука да, помага, као и за многу други работи, помага агенцијата за филм, заради тоа што она е таа во принцип која што го предлага членот за оваа година кој што би одел. Не постои никаква спецификација точно, освен тоа да треба да биде млад и да нема направено 15 филма. Малку беше смешно заради тоа што јас со неполни 40 години бев млад третиран таму. И беше многу интересно. Биди среќен кога нас на 50 години се дебютанти. Многу е тешко да направиш 3 филма до 35 години. Дел од нив веќе има, значи колеги од северните земји, значи Шведска, Норвешка, Данска, Германија. Значи они беа веќе беа колегите од Southeast Europe беа. Така исто и со режисерите фактички. Кај нас млад режисери надежен и кога ќе напълни 45 години, отприлика, не важи за сите. Млад надежен, прва треба да се докаже, така? Да. Добро, и Милчо пред дождот му е на 36-7 години. 38. Тоа е точно. Да. Така некако отприлика. Реално, зборам за овој европски филм, модел за правење филми, вие стварно трошите минимум 3 години, 4 за еден филм, така што стварно е тешко да Ова прашање не случајно ги споменав продуценти во подем. Дали клучот за успех е во копродукциите, од аспект на режисер, на млад режисер, или како видите, во едно интервју со филмската критичарка од Црна Гора Маја Богоевич таа истакна дека по распаѓањето на Југославија, ако се навратиме нели на тоа пак, по распаѓањето на Југославија и днината на овие мали, сега под наводници, нели мали кинематографии, регионални копродукција е одговорот. Европскиот филм е систем. Така. Некаков. Како и се друго, нели, како што живееме. Така што или ќе бидете дел од тој систем, или ќе правиме филмови за нас тука да се радуваме и да збориме дека сите ќе земат Оскари и така натаму. Така што реално европскиот филм функционира на база на копродукција, на национални, нели, фондови, национални кинематографии и понатаму приватни меѓународни фондови и така натаму. Така што реално нема друг начин освен земјите да си помагаат. Поготово кога се работи за мали филмови, за филмот со стартни 200.000 евра од државата, со релативно мал буџет како што имавме ние и Оги и Варна како што има, стварно е тешко да се надевате на голема копродукција. Едноставно никој не сака да влезе во ризик да поддржи дебютантски филм. Мислам, тоа е еден дебютантски филм, зид кој треба да се помине едноставно и тоа е тоа. Али може да се надевате на регионални. Например, ние имавме копродукција со Косово, да речеме. Косово има
иако располагаат со многу помалку средства од нас, меѓутоа нивниот кинематографски центар функционира многу исклучително транспарентно, да речем. Например, сите презентации на проекти се јавни, одлуките се јавни и така натаму, така што имавме супер соработка со нив, али повеќе од тоа за мал филм е тешко. Поготово е време кога нели се стегаат кај што се и така натаму. На тема буџети за филмови, колешката Наталија Дучковска разговараше и со Мими Ѓурговска Илиевска, поранешна директорка на кинотеката, сегашна директорка на Агенцијата за филм. Јас ќе ги замолам колегите од режијата, ќе одиме по обратен редослед да го погледнеме вториот дел од интервјуто со Мими Ѓурговска Илиевска. Овде па ќе се вратиме повторно во студиото. Како копродуценти на голем број македонски филмови се јавуваат филмските фондови или агенции од земјите од регионот. Дали клучот на успехот се наоѓа токму во копродукциите? Секогаш кога се говори за кинематографии на мали држави, морам да кажам дека многу е важно создавањето на филмските дела да биде на ниво на копродукција. Овој модел на создавање на производство уште пред повеќе од 10 или 15 години би рекла, постоеше во скандинавските земји и секогаш нашата определба и размислување беше дека македонската кинематографија мора да се развива во доменот, во насока на филмските копродукции, односно копродуцирање со други држави, од еден единствен аспект, што најпрвен кога станува збор за мала кинематографија, за мала држава, за јазично подрачје, јазик кој што не се говори во повеќе држави, е многу позначено кога се создава една меѓународна копродукција, пред се од аспект на соработка на филмските автори, на филмските работници со колеги од други држави, значи преземање и давање на искуства во создавањето на филмот од една страна, а од друга страна и можноста за понатамошна дистрибуција и прикажување на филмското дело. Вие сте македонски представник на Европскиот филмски фонд Евроимаж. Дали европската поддршка може да значи дека филмот подобро ќе помине во европските филмски фестивали? Евроимаж е еден многу значаен, пред се би сакала да истакнам, и реномиран филмски фонд, како што и вие рековте, Европски филмски фонд при Советот на Европа, каде што во текот на годината има 4 конкурси, односно 4 сесии за одлучување кои проекти ќе бидат поддржани од страна на овој Европски филмски фонд. Тука навистина е престиж да се добие и да биде поддржано едно филмско дело, затоа што на овие сесии и конкурси при фондот на Евроимаж доаѓаат веќе скоро комплетирани проекти со веќе обезбедени поддршки, најчесто поддржани од националните филмски фондови. Значи станува збор за квалитетни проекти и самата поддршка од Евроимаж говори само за потврда на квалитетот на еден филмски проект. Ова го кажувам затоа што еве во изминативе неколку сесии имаше неколку македонски мнозински пред се, сакам да истакнам, филмски проекти кои што добија поддршка од фондот на Евроимаж, како што беше тоа е филмското остварување на Светозар Ристовски Лазар, потоа на нашиот еминентен режисер Митко Панов. На последната сесија беше поддршка доби и филмскиот проект кој што е исто така нели поддржан од Агенцијата за филм Слобода или смрт на режисерот Владимир Блажевски. Ме радува моментот што се почесто, можеби не е толку голем бројот на македонски проекти кои што се пријавуваат во рамките на фондот на Евроимаж за поддршка, но ме радува моментот што бројот се зголемува од година на година, што значи дека нашите филмски автори, нашите филмски работници при создавањето на едно филмско дело, при подготовката на своите филмски проекти, посветуваат се повеќе внимание на истите и покажуваат професионалност и искуство на едно рамниште како што го имаат и европските кинематографии. Вашето прашање исто така колку е значајна таа поддршка, значајна е пред се од аспект дека се потврдува квалитетот.
Тука Македонија учествува и во малцински проекти, во многу малцински проекти кои што биле поддржани од страна на Евроимаш, а исто така, како што говорев претходно и за меѓународните копродукции, исто така и поддршката на Евроимаш е значајна и важна и за понатамошната дистрибуција на самото филмско дело и секако можностите за учество на филмски фестивали. Дали секогаш поголемиот буџет значи и подобар и поквалитетен филм? Постојат нискобуџетни и високобуџетни филмови, така што доколку вашето прашање се однесува на моментот што Агенцијата за филм, јас би рекла, навистина дава солидни поддршки за реализација на филмските проекти. Тука повторно ќе го споменам и ќе ги споменам и последните измени, односно новиот закон за филмска дејност, каде што максималниот износ со кој што може да биде поддржан еден долгометражен игран филмски проект е 60 милиони денари. Навистина е една поддршка која што не е за занемарување. Имајќи предвид пред некое време, пред неколку дена или мислам во текот на оваа недела, читав некои статистички податоци во однос на поддршките кои што ги нудат другите филмски фондови и агенции и сметам дека се наоѓаме на едно солидно ниво, но тука повторно ќе кажам, не секогаш висината на финансиската поддршка значи дали е одговор, односно резултат за квалитетот на филмското дело, затоа што и не секогаш сите филмски проекти кои што треба да се реализираат се високобуџетни, односно постојат и нискобуџетни филмски проекти кои што навистина достигнуваат успеси не само по однос на гледаност, не само по однос на прикажување, туку и во однос на филмските фестивали. За оние кои што подоцна се приклучија на програмата на телевизија Нова, јас се надевам дека се од почетокот, меѓутоа оние кои што подоцна се приклучија ќе ги информирам дека во отвореното студио денеска разговараме на тема македонска кинематографија, каква е состојбата, какви се македонските филмови, кои се најголемите успеси. Секако нема веројатно да успееме за час и половина и две да дадеме решение на некои проблеми, меѓутоа еве да. Ние сме муабетчи, да. Да, меѓутоа еве да помуабетиме. Нешто помалку од час и половина. Владко, треба ли македонските филмови да целат кон Оскар, кон големите фестивали во Европа од А категорија, кон публиката? Каде треба да целиме? Значи, прво е кон публиката. Филмот ја има таа културна задача да и уметничка, да цели кон тоа што е сонот на секој режисер да биде неговиот филм гледан. И тоа е врвното. Има филмови кои се супер гледани, а кои не се наградувани. Што не значи дека тие филмови не чинат. Напротив, тоа се филмови кои публиката, значи, режисерот треба да знае зошто во анкетата имаше дека на Дарко Митревски филмот е за некого најдобар. Тоа е еден од најгледаните, ако не се лажем, и најгледан филм. Значи, гледаноста е битна. Мојата или на Гена обсервациите колку е тоа квалитета, колку е уметност или не, тоа е сосема друга работа. Она што го нашафе пред малку околу лобирањето за филмовите, сега да дополнам само да кажам, јас го гледав Джган на Вардан на премиерата и седнав ноќта, напишав текст и го објавив на мојата страница на Facebook. Утредента ми се јави Владан Петковиќ, кој што од Белград, кој пишува за Screen International и вика, Владко, гледав на трейлери и го прочитав твој текст, вика, изгледа дека Жган е добар филм, знаеш. Сега, јас не сум направил никаква мисија во смисла на тоа, меѓутоа, со оглед дека во Македонија нема филмска критика, нема книжевна, нема ликовна критика, нема театарска критика, и овие моменти не се небитни. Значи, дајте да зборуваме за... За она база што зборуваше. Да, па тоа е. Тоа е. А копродукциите, попрашам копродукции, Јоги и Гена се по... Да, тоа е... Се уште сме далеку од, не знам, Антоф е млад, ама веќе искусен продуцент. И има уште проблеми ова
македонскиот сегмент во копродукциите да се не се снаоѓаме баш најдобро. Не е толку снаоѓањето, колку што имам еден факт. Го кажавме на почеток. Ние сме 2 милиона луѓе. Значи, ние сме мали се уште. Ние во моментов сме интересни за Европа заради тоа што нашиот буџет на агенцијата е голем. И затоа од надвор се интересни да доаѓаат да копродуцираат со нас. Но во исто време и не сме до толку интересни кога ние од овде идеме да копродуцираме со нив заради тој факт. Заради тоа што најчесто зборувам, ние доаѓаме да копродуцираме со дебитанти режисери. Заради тоа што имаме една дупка, од, да речам, таа средна генерација на режисери, која што јас не сум видел дека успеала да склопи копродукција. Значи, единствено што може би да се сетам Игор Иванов Изи и никој друг. Значи, немаме варијанта да изнесеме продукт од овде. И сега доаѓаме до она што го напоменавме, до два моменти. Значи, првиот, или имаме проблем во базата и во основата, значи лоши ни се сценаријата, или имаме проблем да финалниот продукт не можеме да го продадеме или не знаеме да го продадеме. Што значи, ајде ќе почнем од второ. Македонски филмови многу ретко, скоро и никогаш не се договараат со светски дистрибутери или селс агенти, кои што ние име работа да тоа го прават. Зашто? Можеби заради тоа што е тешко да се дојде до нив, можеби заради менталитетот наш, јас знам све и јас сум најпаметен, ја ќе го направам тоа, можеби ради милион причини, но сепак има некој кој што може тоа да го прави подобро од нас. Вториот момент е лобирањето. Се додека не дојдеме до моментот и да сватиме дека и во филмот има одредена доза на политика, има одредена доза, ние сме, како се вика тоа, земја во пристапно пред врата седи за Европска унија, не знам како се вика. Така пред врата се на фестивали. Така сме и пред врата на фестивали. За да влеземе низ вратата, треба или преку некоја копродукција, која што не гарантира дека после тоа филмот на Вардан или на Даријан или мој било кој продукт, јас ќе успеам да го протнам директно со влагање низ врата и доаѓаме до моментот. Дајте да се договориме. Или некој олеснувач ти треба од надвор. Да платиме олеснувач, да платиме лобист, компанија, што и да е, да излобира за нас. Заради тоа што меѓу нас филмаџиите дури кружи една приказна. Дека ланскиот учесник хрватски на Канскиот фестивал, Звиздан, победник во Uncertain Regard. Да, победник во Uncertain Regard е влезен како учесник во Uncertain Regard помеѓу директен договор направен од страна на директорот на ХАФЦ, значи Хрватскиот филмски Аудиовизуелен центар, да. Значи помеѓу директен договор и фестивалот. Што е договорено, никој не знае, но ако таа приказна е стигната до Македонија, а јас истата ја чув и во Србија и во Црна Гора, значи тоа е некаква приказна за некаков начин на некакво лобирање и договарање на нештата. Заради тоа што не значи дека нашите филмови се лоши, но кога, например, лани на Санденс имате 10.111 апликации. Во еден момент седнавме со Вардан и направивме математика. Колку селектори се потребни и за колка временски период да ги изгледаат сите филмови. Што значи, многу е голема веројатноста дека воопшто и филмот на Вардан или на Дарија нема да бидат погледани. Што значи, ако не се погледани, треба да дојде некој да го даде тој и да рече дзирни го. Макар и 10 минути добро е. Значи, тоа е тоа што дојдовме. У принцип, првиот предуслов е, точно е постојат лобирање, меѓутоа првиот предуслов е да биде филмот добар. И колку мислам сега, ова случај, ама продуктивски коректен и да функционира. Да е добар. Така што етичка категорија. Проблемот е што како не знам како да го строчам ова да треба да знаете за кого го правите филмот. Ако го правите филмот за тука луѓето да го гледаат и да им се допаѓа и да си уживаме во филмот, тоа е сосема во ред. Меѓутоа не можете сите битки да ги освоите. И не инфантилно е ние да очекуваме дека некој филм што нас ни е битен, што има голема историска тема, што е ќе воздигне нашата голема дека ќе земе Оскар. Значи, едноставно,
За Тоа е кого го еднаш. правевте и зашто го правевте 3 дена во септември? Искрено да ви кажам, Невообичаено за кеф. избравте Не, невообичаено избравте женски ликови. Постојано се повторува, филмските критичари, новинари постојано повторуваат дека Европа и светот, актерките постојано се жалат на тоа дека нема добри женски улоги, дека се некако се Добро, сведува кај на нас женските ликови се сведени на сестрата, мајката, ето токму љубовницата, така. таа што Да, е силува да. турчинот Така. и така натаму. Избравте, да. Епизодисти, у принцип. Така што... Избравте женските ликови, односно актирките да се носечки во случајот со 3 дена во септември. Го правевте за публика, го правевте за освен кејфот што го споменавте. Освен кефот. За фестивали, за награди, за публика. Не, мислам тоа. Искрено да бидам стварно не очекував дека се не дека имаше не знам колку е гледаноста, меѓутоа го гледаат овие филмот. Беше гледан и игран из Македонија. Сега искрено мислев дека е тоа малце по-херметичен филм, меѓутоа искочи дека не е толку херметичен. А од друга страна па да речеме као за прв дебитантски филм што се однесува до таа некоја меѓународна афирмација, мислам дека исполни својата задача и повеќе од тоа што се надева, бидејќи влеговме на пример во Монтреал, кој е као така А категорија фестивал според ФИАФ. И бевме у Чикаго. И она што ми беше мене како некоја појдена точка е тоа да и тоа исто и во вашиот случај, да биде тоа како некоја универзална приказна која ќе биде растеретена од таа некоја наша орнаментика, бидејќи со самото тоа, дури да направите филм кој нема никаква врска со никаков општествен ангажман, со самото тоа што филмот доаѓа од Балкан, луѓето веќе имаат, странската публика, веќе има некаква предрасуда, позитивна или негативна према него. И сега вие уште толку ако го обремените филмот со локалните наши проблеми, со, не знам, со таа некоја, па ќе кажам, орнаментика балканска, мислам дека едноставно, како да ви кажам, као ја да гледам филм за руско-турска војна, мислам, може да е филмот гениален, меѓутоа навистина нема да има сегрегација по боја на кожа во Америка. Да, ама добро, тоа барем го знаеме. Така. Тоа е као... Светот знае за тоа, светот не знае за нашите проблеми од историски. И него не интересира да бидеме реални. Така што мислам дека функционираат универзални приказни, а само со самото тоа што доаѓаат од условно кажано екзотични земји, тие универзални приказни ги прави да бидат поинтересни едноставно. Така што мислам дека тука можеби нешто малце мрднавме со нашите филмови. Дали тешкото живење на македонецот низ наназад низ историјата е нешто што веќе ни е збогтисано и ни е досадено и едноставно нам, на граѓаните на оваа земја, ние преку глава да гледаме такви филмови? Дали треба да се насочиме подобро да се почувствуваме, да се чувствуваме и да го игнорираме тоа? И јас сум среќна дека автори или режисери како Даријан и како Вардан и еве сега како Ѓорче, може би ќе не стават на едно порелевантно место на таа филмска европска мапа или светска мапа, бидејќи филмот на Даријан 3 дена во септември и еве на Вардан, на Джган, се филмови кои што одлично комуницираат со публиката и мене тоа навистина ме направи среќна. Велам, фала Богу, ете, без разлика што се тоа херметички филмови или без разлика што филмот на Вардан е еден сосем друг екстровертен филм кој што предизвикува сосем други емоции. Овде има нормално, не зборуваме сега за естетските категории на филмовите. Тоа се различни сензибилитети на режисери, тоа се различен пристап кон визуелното. Веднаш имаш чувство како почнува филмот на едниот како на другиот. Но двата филма комуницираат со својата публика. Тоа е многу битно. Тоа што ние критичарите ќе си го напишеме, тоа е наша работа. Но филмот кога комуницира со публиката, тоа значи дека кога ќе добиеш некаков рейтинг и сега велам, од филмска уметност веќе сведуваш на филмска индустрија, значи гледаш преку бројки. Европа многу си ги сака бројките. Ние не милуваме многу бројки и затоа мислам дека можеби се уште останавме на ниво филмот да го гледаме како уметност, не како индустрија. Кога можеби еден ден ќе го гледаме како индустрија, можеби поинаку и ќе работиме, можеби поинаку ќе ги формираме тие лоби групи, дека преку фестивалите, кои што ги имаме навистина доста, мислам за среќа, можеби некогаш и за несреќа, некои земаат повеќе простор од колку што им треба. На тие фестивали доаѓаат луѓе на кои што треба да се подготви, да му се даде на тој човек кога веќе доаѓа да го изгледа филмот на Даријан, на Вардан, на овој, на оној.
Мислам, зборувам сега. Единствен Мораме да ги искористиме тие луѓе што велите да наоѓаме нели своји олеснувачи. Не, и ние и на Скопскиот, и на Синеда, и Синема, на Македокс, и на браќа Манаки, и на Анимакс доаѓаат на вистина интересни имиња од светската филмска кинематографија и важни, релевантни, чии глас, чии збор, чие мислење на вистина се почитува и добива на значење некад. Па дај да ги искористиме како што треба. маркети се Значи, само едно мало полемизирање околу цела работа, пошто морам да се надоврзам за една работа што ја кажа Дарија. Да, доаѓаат луѓе, значи имаме контакти, се правиме како што треба, ама ни фалат две основни работи. Значи Дарија каже една клучна реченица која што знаат сите режисери, генерално треба да знае секој од нас кој што се занимава со оваа работа, на кого му се обраќаме. Значи на кого му се обраќа таа приказна, тоа сценарио, значи за кого е напишан. Во исто време, оно што ни недостасува, ние немаме реална стратегија. Каде се движи македонската кинематографија? Значи немаме идеја конкретна. Значи дали е тоа 5 годишен, 10, 3 годишен. Значи во ред нас идејата ни е дека наредниве 2 години, можеби ќе звучи најглупаво, ама да речеме во ред, јас за 2 години планирам да влезам на Кан. Значи тоа е моја лична цел, ама тъй како држава да се договориме, значи агенција за филм, колеги итд. Што е целта? Какви филмови ќе правиме? Значи дали правиме филмови за публика? Океј, правиме Викенд на мртовци, сите сме срекни, задоволни, ТВ филме, сите се смееме, супер сме си прошле, значи една публика е задоволена, или во ред сега правиме филм за фестивали кој што на Македонија ќе донесе поени, политички, обштествени, ќе крене се повисоко, поени за агенцијата за филм, поголем буџет за сите нас филмаджи, што иде, ама тоа е договорот кој што треба да го направиме. Немаме во моментов реална стратегија. Ние мораме да направиме стратегија. Дали тоа што ние филмаджиите ќе се договориме, дали агенцијата за филм ќе ни ја наметне стратегијата. Чи како иде? Мораме да тргнеме од некаде. Заради тоа што и во законот за филм, кој што се донесе пред колку е веќе 2-3 години, значи првата ставка, значи која што стои да се изработи национална стратегија. Значи таа национална стратегија треба нас да не движи некаде понатаму. Значи ние некои работи успеавме дали по некаква инертност, која што се претвори од инертност во инерција, дали поради некаков си балкански менталитет со глава од зид, ама некои работи успеавме да ги поместиме. Значи Вардан стигна до Монтреал, Даријан стигна до Монтреал, Вардан не знаеме до кај стигне, Свето стигна до Варшава, значи Изи беше на Берлин, значи некои работи, ама тоа е заради личен контакт на некој од фестивалите, не заради имање стратегија каде целиме што прави. Оги мала коментарове следното. Квалитетот на тие филмови. Јас го начнав тоа дека како филм правиме, дали правиме за публика или правиме за кеф само, што не е важна порада. Не се шегуваш, ама има режисери кои си прават стилски вежби затоа што дозволено им е. Има пари, има све, така им се може. Затоа што и вложуваат своји средства. Апсолутно. Тука да не го заборавиме тој факт. Државата на нашите продуценти им помага во исполнување на буџетот. Зборот ми беше дека во суштина не може да се има стратегија, па макар и едногодишна и петогодишна, не може да се има стратегија, правиме фестивалски филм. Не рекол, значи општо го кажам. Близко до тоа, но така разбрав. Значи, фестивалски филмови не постојат. Постојат добри и лоши, а добрите ќе се одат на фестивали, а лошите никој нема да ги приме. Јата беше како филм. Јас само, се согласувам. Јас морам да спомнам еден наслов кој потроши многу пари, кој одзеде многу време, многу фаци влегува во тој филм, тоа е Тајната книга, за кој со беа очекувањата мегаломански и наеднаш кој беше најавен како брилијантен фестивалски филм. Ева се нивни зборови на акторите, од кои не излезе ништо. Значи, стратегијата и не може да се прави фестивалски филм. Правете авторски добар филм. Тоа е како филм прави. Така. Добро, тоа би било пошто кога ќе знаеме ние на кого се обраќаме со сценаријата, бидејќи секојдневно кога се среќаваме ние барем
ние не сме филмаджи, Владко, многи сакаме филмаджиите. Продуцентите имаат реален проблем со сценарија, со добри сценарија, со коректни сценарија. Тоа Оги го знае, сте негови други колеги го знаат. И мислам дека школите, високите школи кои што се нанижаа како печурки низ Македонија мораат малку да размислат дека сите тие отсеци на драматургија, бидејќи ги има, мислам само на ФДУ. Треба малку да размислат и за трансформирање од театарскиот на филмскиот јазик и да почнат да размислуваат за филмски сценарија, не само за театар. Како секоја друга професија, тоа бара големи жртви, бара, но треба да се има еден оддел, Даријан Таков веќе што поскоро, ако веќе ние мислиме кинематографијата да ја шириме, имаме едноставно вистина добри автори кои што од недостиг на сценарија почнуваат сами да работат, да видите, и заедно со Изи, Вардан. Апсолутно, ние се соочуваме со тој проблем, меѓутоа проблемот на недостаток на сценарија, само да чисто да знаеме, не е само кај нас. Тоа е светски проблем. Кај нас, меѓутоа, светот наоѓа начин. Па јас многу би сакала ние да се огледаме на романската кинематографија, Дарија. Би сакала јас. Бидејќи сега романците доаѓаат со 2 филма на Кан во официјална конкуренција, во официјалната компетиција. Има би некој продуцент. Сега една друга опција која во среќа наша не се користи исто така. Имаме ние одредена книжевна фела која добро работи, која не знам зашто ја мрзи книжевници да напише сценарио, литерати да напише. Јас се сеќам со пример. Славко Јаневски е еден од највизуелните писатели. Значи кој ќе го видите вака. Ама Чинго е еден од најневизуелните, па излезе добар филм, да кажеме. Славко има, јас волам Славко. Да, јас волам Славко. Ама знаете на времето што правеле? Тоа биле неколку луѓе кои се собирале. Мене ми кажувал покојни Анте Поповски и тоа така многу сликовито тие сакаат да раскажуваат. Тоа не било еден Владко, Даријан и тоа и Владко и Даријан и Гена и Јоги, тоа се седнувало, тоа се правеле, еден прави диалог листи, другиот тоа било навистина работа. Еве апропо тоа што го спомна, дури парадоксот е да немаме во поновата, ајде ќе речем, транзицијска македонска историја, значи немаме никој да земал некакво македонско книжевно дело и да го направил за филм. Изи направи со Венко како не добра, ми сега превртено и на телевизискиот Пасквели. Ама сега го прави шеќерното дете, значи зборам некој да го направил. Значи, а имаме брилјантни дел. Да, тоа е точно. Па изгледа дека се седува на сето, ако имаме порачка, ако се плаќа сценаријата, ќе седнат и они ќе го напишат. За пари сигурно ќе седнат. Добро, тоа може да го збори Џо Естерхаз, не може да го збори остатокот од светот, така. Па добро, еве, агенцијата веќе има и свој конкурс за откуп на сценарија. Не, тоа е све окей. Што е добро, мислам, што е сепак нешто се прави. Друг е проблемот, значи, тоа е авторска позиција. Сценарист кој нека постои тоа, супер е стварно и нека се стимулираат луѓето, стварно мислам апсолутно е за поддржување. Меѓутоа, од друга страна, ако сам не седнете да се напишете сценарио, онда ако чекате вие фондот да објави конкурс кој ќе го поддржи сценариото, мислам, знаете како кога го отворија тој конкурс за развој на сценарио, образложението беше за да не работат драматурзите во маркетинг агенции, за да имаат време да се посветат на пишување сценарио. Да се вратат како биде образложението на ние сами што пишувавме се буним, реков па извини, молим те, ја работам реклами за да живеам, мене никој не ми дава пари за да се го напишам своето сценарио, така, или на Вардан, или на било кој друг режисер. Вие Бора Драшковиќ до ден денес вели јако, можам да работам исто реклами, немам проблем со тоа. Да си ги пишувам сам сценариото, пошто ја не можам да платам сценарист да ми го напише. Ако е дојдено до тоа, така. Мене ми е многу драго што се разврза оваа дискусија. Ние би можеле веројатно да продолжиме уште барем 5 часа да дискутираме вака, меѓутоа пиеме толку не е време. За денеска мислам дека доволно кажам. Се разбавете. Јас со задоволство би сакала повторно да ве видам во истиот состав, бидејќи верувам дека успеавме да ги задржиме гледачите пред екраните, да го проследат и ова отворено студио на телевизија Нова. Ќе ви се заблагодарам и ќе завршиме со уште 2 прашања кои што Наталија Дучковска, мојата колешка, ги постави на Мими Ѓурговска Илиевска. Уште еднаш ви благодарам за издвоеното време. Благодарам и вам. Фала на поканата. Целта на агенцијата за филм е да придонесе поголема поддршка на филмската македонска индустрија. Можеме ли да зборуваме за поголеми успеси? Агенцијата за филм, можам да кажам на самиот почеток, во изминативе години, навистина
континуирано се развива во една сериозна институција која што придонесува пред се за развојот и поспешувањето на филмската продукција, но истовремено, согласно и новите законски промени кои што се направени од 2014 година, надлежностите и ингеренциите на Агенцијата за филм не се само на филмската продукција, туку истите се однесуваат и на сите останати сегменти од кинематографијата, како што е киноприкажувањето, дистрибуцијата. И тука би сакала да истакнам кога говориме за успеси. Секое ново филмско дело за секоја национална кинематографија е своевиден успех и создадено уште едно дело во синџирот на кинематографијата. Кога говорам за продукцијата, исто така би сакала да истакнам дека ме радува моментот што во последниве неколку години може да се забележи дека на македонската филмска сцена, односно кога станува збор за нашите конкурси кои што ги распишуваме за поддршка на филмски проекти, може да се видат и пронајдат млади луѓе кои што веќе почнуваат да работат на полето на филмот и кинематографијата и навистина е многу значено за една кинематографија кога се појавуваат и се создаваат млади автори и кои што создаваат квалитетни филмски дела. Во овој сегмент, кога говориме за суштината на Агенцијата за филм и што е она што навистина го правиме, би сакала да истакнам, како што кажав и на самиот почеток, дека покрај филмската продукција, покрај оние конкурси кои што ги имаме за поддршка на производство на филмови, континуирано поддржуваме проекти за развој на филмската култура, едукативни проекти кои што исто така придонесуваат за развој на филмот и филмската уметност. Истовремено тука се проекти за поттикнување на пишување на сценарија како еден многу важен сегмент во создавањето на едно филмско дело. И овде како еден многу значаен проект кој што ќе се реализира во наредните 2 години, кој што и веќе е усвоен од владата на Република Македонија, би сакала да го истакнам проектот за дигитализација, односно опремување на кина со соодветна дигитална опрема, односно DCP проектори. Овој проект ќе се одвива во 2 години, оваа 2016 и наредната 2017 година, и во рамките на овој проект ќе бидат дигитализирани 8 киносали, што сметам дека е многу значајно од аспект, што се тоа ќе ни помогне и во еден друг сегмент кој што е наша надлежност, а тоа е дистрибуцијата. Вашата работа е тесно поврзана со она што останува, односно културно-филмско наследство, но дали можеме да зборуваме за трајни вредности кога станува збор за еден од новите македонски филмови? Знаете како, за ова прашање не може да се дефинира што е тоа трајна вредност. Затоа што секое создадено филмско дело, согласно и легислативата, согласно и Законот за заштита на културно наследство, представува задолжителен примерок кој што треба да се депонира на трајно чување во кинотеката на Македонија. Секое создадено македонско филмско дело е дел од македонското филмско наследство. А за она што говориме, кои од вредностите, односно кој од делата ќе остане како трајна вредност, трајна вредност е се она што се создало во рамките на една национална кинематографија. И токму поради тоа се чува во филмски архив, каде што потоа, значи, филмолозите ги обработуваат филмските дела, а сите тие говорат после извесен период на време. Значи, многу е неблагодарно да се говори за трајна вредност од аспект на нешто што е создадено денес. Можеме да говориме од аспект на филмска критика, но значи како едно филмско дело функционира во рамките на нашето денешно живење. А што тоа филмско дело значало во овој период, може да се гледа после одредена дистанца од време, после 20 години, после 30 години, и тогаш да се говори за трајните вредности. Не мора да значи, кога говориме од аспект на филмско наследство, како дел од културното наследство, тогаш
филмскиот проект, филмското дело не се гледа секогаш само како уметничко дело, туку се гледаат и пораките и што во тој период кога било создадено значало во целиот тој синџир на кинематографијата пред се, но и секако во пошироки рамки, во рамките на општественото и културното живење.